5 години од кои во 4 Македонија добиваше датуми за старт на преговори, но изгледа само во главите на нашите политичари. 26 јуни 2018 беше денот кога Македонија го доби првиот датум кој не го доби. На само 11 дена по парафот на Преспанскиот договор, непостоечкиот голем успех тогаш со селфи од авион го прославија Заев, Османи, Андјушев и Димитров. Во авион што туку примив одлична вест. Република Македонија доби датум за старт на преговори за членство во Европската унија. Еуфоријата од датумот кој на крајот го немаше, траеше подолго време кај власта, па се префрли во собранието. Тогаш Зонја Делинданска започна скринингот за Македонија, кој за жал имаше иста судбина како и датумите, па почна изгледа само во главите на власта. Скрининг процес почнува на 17 јули овде во Македонија. Тоа е доказ дека Македонија доби датум за преговори. Доказ е дека Европскиот совет никогаш повеќе нема да се навраќа на Македонија да утврдува датум за преговори. Тогашниот премиер Заев дури во не баш најкоректен стил им порача на политичките ривали дека можеле да пукнат, бидејќи тој го постигнал овој голем успех. Датум за преговори имаме за 12 месеци, а вие може да пукнете ако сакате што не го решивте ова прашање. Датумот од 2018 исчезне во главите на владините чинители, но сепак помалку од една година требаше за власта да добија нов датум. Во 2019 тоа беше искористено во предизборна кампања. Тогаш Заев отиде чекор подалеку, па кажа дека Македонија веќе почнала да преговара. Прво во Жуто Ризери да споделам и убавата вест. Пред неколку часа се вратив од Берлин. Нашата заедничка земја конечно отвара поглавја, почнува да преговара. 2020 ги копираше 2018 и 2019, па Македонија повторно ги стартуваше преговорите. На 25 март 2020 Заев ни порача дека првата меѓувладина конференција ќе се одржи најбрзо што може. Северна Македонија почнува преговори за членство во Европската унија. Историската грешка е исправена, нема веќе никакви пречки, ниту услови. Првата меѓувладина конференција ќе се одржи најбрзо што може. По 3 еуфорични години следуваше пад на еуфоријата. Крајот на 2020 и почетокот на 2021 донесоа нова реалност за власта. Датумот сега веќе го снема. Бугарското вето во декември 2020 беше причина Заев веќе да не говори за преговори и датуми, туку да се жали од политиките на источниот сосед. Станува збор за неодговорна и тешка геостратешка грешка. Скринингот кој Заев тврдеше како добил во 2018, Македонија магично повторно го доби и во 2022 година, сега според вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричиќ. Значи, сето тоа што сме го поминале се зема предвид, овие 6 недели од септември натаму ќе бидат само ажурирање на тоа што е ново донесено од 2019 до денес. 2022 година пак ќе биде одбележана по првата меѓувладина конференција за сликање, а не и по реален старт на преговорите со Европската унија, иако власта сака да продаде друга приказна. Тоа ни го порача и самата Европска унија на својот сајт, каде што напиша дека Албанија ги стартувала преговорите, а Македонија е чекор поназад и ќе мора да почека на преговори.